Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги пријатели, се јавуваме во студиото на Адвентистичко радио Глас на надеж. Од кавадра си започнуваме нашата дневна емисија Извор на надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. Денеска би сакал да не води ова мисла: надеж што не подигнува кога паѓаме. Секој човек, без разлика на верата или силата на карактерот, има моменти кога е слаб, кога доаѓа разочарување, обесхрабрување или пак кога паѓа. Но Библијата не открива Бог кој не отварла во моментот на нашата слабост. Значи, кога ќе сме паднати, Бог не заборава. Тој не отварла. Напротив, токму тогаш неговата милост најсилно блеска. Божјата надеж не е награда за совршени луѓе, туку лек за повредените срца. Тој не го гледа човекот низ призма на неговиот пад, туку низ призмата на потенцијалот што го гледа во него. Бог едноставно ја протега својата рака и кога светот не осудува и ни дава нов почеток, Бог ни дава нов почеток кога мислиме дека се е завршено. Еве го библискиот текст за денес, кој го наоѓаме во Мудри изреки 24:16. Праведникот 7 пати ќе падне и пак ќе стане. Надежта не е во нашата сила да не паднеме, туку во Божјата сила да не подигне. Навистина убава мисла, ќе ја повторам. Надежта не е во нашата сила да не паднеме, туку во Божјата сила да не подигне. И затоа Соломон запишал: праведникот 7 пати ако падне, Бог ќе го подигне. Нека навистина таа надеж ки грее нашите срци денеска, почитувани пријатели, надеж што не подига и тогаш кога сме длабоко паднати во нашиот живот. Одеме сега да ја слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Kroz sve oluje i sve teškoće mog života tu, ja vidim Tebe, moj dobri Bože, znam da čuješ molitvu i samo s Tobom život je lakši. Ti si moja nada sva i zato Tebi trenutak svaki sada dajem ja. Za Tobom idem dalje ja, kroz bure ovog svijeta zla. Nek je to želja jedina,
што je ostala. A onog dana, sjajnoga dana, kad u slavi dođeš ti, najljepšu pjesmu tebi, o Bože, daj da mogu pjevati, a sve do tada nek moja radost bude svjetlo drugima, i zato tebi trenutak svaki sada dajem ja. Sa tobom idem dalje ja, kroz bure ovog svijeta zla. Nek je to želja jedina, sa tobom idem dalje ja, kroz bure ovog svijeta zla, da tebe slavim, Bože, nek je to želja jedina. Što je ostala. За разрубувањето на Ерусалим, второто Христово доаѓање и крајот на светот. Глава 24. И кога излезе Исус од храмот и си одеше, се приближија до него учениците негови за да му ги покажат зградите на храмот. А Исус им рече: Го гледате ли сето тоа? Вистина ви велам, нема да остане тука ни камен на камен, а да не биде урнат. И кога седеше во Елеонската гора, дојдоа при него учениците негови насамо и му рекоа: Кажи ни, кога ќе биде тоа? И каков ќе биде знакот за твоето доаѓање и за свршетокот на светот? А Исус им одговори и рече: Пазете се да не ве излаже некој. Зашто мнозина ќе дојдат во моје име говорејќи: Јас сум Христос, и ќе прелажат мнозина. Ќе слушате боеви и гласови за војни. Гледајте да не се уплашите. Оти сето тоа треба да биде, ама тоа уште не е крајот. Зашто ќе се дигне народ против народ и царство против царство, и на места ќе има глад, помор и потреси. А сето тоа е почеток на болките. Тогаш ќе ве предадат на маки и ќе ве убијат, и ќе бидете мразени од сите народи заради моето име. Тогаш мнозина ќе се соблазнат, и еден со друг ќе се предаваат, и еден со друг ќе се мразат. Многу лажни пророци ќе се појават и ќе прелажат мнозина. И бидејќи беззаконијата ќе се умножат, кај мнозина љубовта ќе олади. А кој претрапи до крај, тој ќе биде спасен. И ќе биде проповедано ова Евангелие за царството по целиот свет, за сведоштво на сите народи, и тогаш ќе дојде крајот. Па така, штом ја видите мерзоста на запустението да стои на свето место, за која е зборувано преку пророкот Данаил, кој чита, нека разбере. Тогаш оние што се наоѓаат во Јудеја да бегаат по планините,
Кој е на покрив, нека не слегува да земе нешто од куќата своја, и кој е на нива, нека не се враќа дома за да ги земе алиштата своји. Но тешко на бремените и на оние што дојат во тие дни. Затоа молете се да не стане бегањето ваше зиме или во сабота. Оти тогаш ќе биде мака, каква што не било од почетокот на светот па досега, а и нема да биде. И ако не се скратат оние дни, никој не би се спасил, но заради избраните ќе се скратат тие дни. Тогаш, ако ви каже некој, еве, овде е Христос, или таму е, не верувајте. Оти ќе се појават лажни Христоси и лажни пророци и ќе покажат големи знаци и чуда, за да ги прелажат, ако е можно, избраните. Ете, однапред ви кажав. И така, ако ви речат, ете, во пустината е он, не излегувајте. Ете, во тајна соба е, не верувајте. Зашто, како молњата што излегува од исток и се гледа дури до запад, така ќе биде доаѓањето на Синот човечки. Оти, каде што е трупот, таму се собираат и орлите. И веднаш помаките на тие дни, сонцето ќе потемни и месечината нема да ја дава својата светлина и звездите ќе попаѓаат од небото и силите небески ќе попуштат. Тогаш ќе се јави на небото знакот на Синот човечки и ќе се расплачат сите земни племиња и ќе го видат Синот човечки како иде на небеските облаци со голема слава и сила. И ќе ги испрати своите ангели со голем трубен глас и ќе ги соберат неговите избраници од четирите ветра, од едниот до другиот крај на небесата. Со смоквата направете споредба. Штом се подмладат нејзините гранки и пуштат лисја, знаете дека е близу летото. Така и вие, кога ќе го видите сето тоа, знаете дека е близу пред вратата. Вистина ви велам, нема да премине овој род, додека сето тоа не се исполни. Небото и земјата ќе преминат, но зборовите мои нема да преминат, а за тој ден и час никој не знае, ниту ангелите небесни, а само мојот Отец. Но, како што беше во деновите на Ноја, така ќе биде и при доаѓањето на Синот човечки. Оти, како што во деновите пред потопот јадеа и пиеја, се женеа и се мажеа до оној ден кога Ноe влезе во ковчегот. И не узнаа, додека не дојде потопот и истреби се, така ќе биде и доаѓањето на Синот човечки. Тогаш ќе бидат двајца на нива. Еден ќе се земе, а другиот ќе се остави. Две жени ќе мелат на рачници, едната ќе се земе, а другата ќе се остави. Па така, бидете будни, зашто не знаете во кој час ќе дојде вашиот Господ. Знаете го и тоа, дека ако домаќинот на куќата би знаел во кој час ќе дојде крадецот, тој би стоел буден и не би позволил да му ја подкопаат куќата. Затоа, бидете и вие готови, зашто во кој час и не мислите ќе дојде Синот човечки. Кој е пак тој верен и благоразумен слуга, кога ќе го постави Господарот негов над слугите своји да им дава навреме храна? Блазен на тој слуга, кога ќе дојде Господарот негов го најде да постапува така. Вистина ви велам, дека на целиот свој имот ќе го постави него. Ако пак тој слуга, бидејќи лош, рече во срцето свое, Господарот мој уште за долго време нема да дојде, па почне да ги бие другарите своји и да јаде и пие со пијаниците. Господарот на тој слуга ќе дојде во ден, кога тој не го очекува и во час што не го знае, и ќе го пресече на половина, и ќе му даде еднаква награда со лицемерите. Таму ќе биде плач и крцкање со заби. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. When we'd been there 10,000 years, bright shining as the sun, we'd no less days to sing God's praise than when we'd first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Кога Исус ќе дојде по нас? По повеќегодишната тортура во затворот Армандо Валадерс станал сенка од човек, само затоа што верувал во живиот Бог и се молил во црква. Бил осуден на 30 години затвор во Куба. Затворските службеници го изгладнувале, го мачеле и го понижувале, но тој не се откажал од својата вера. Сепак, во животот го држило нешто. Витувањето што и го дал на една млада жена по име Марта. Се запознале во затворот и се засакале. Ја привлекол со својата длабока и цврста вера. Набрзо склучиле брак во затворскиот двор. Марта наскоро била принудена да се пресели во друга земја. Разделбата била болно доживување, но Армандо од затворот успел да прошверцува ветување до својата сакана. На парче истуткана хартија и напишал порака: "Ке дојдам кај тебе и тогаш веќе нема да се разделиме." Овој затвореник сакал тој и Марта да ја потврдат својата брачна заклетва во црква пред Бога. "Ти си секогаш со мене", и велел. Ветувањето што го дал го одржувало Армандо и покрај тешкиот затворски живот. И на Марта
тоа ја давало сила да истрае. Никогаш не ја изгубила надежта. Прво, почитувани, ветување. Исус дал ветување. Постојат мигови кога се сомневаме во второто Христово доаѓање. Дали тој навистина еден ден ќе слезе од небото за да биде со нас. Веќе долго сме разделени. Може би зборовите за таков славен и среќен крај на долгата трагична историја нова земја звучат премногу убаво за да бидат вистинити. Меѓутоа, постои нешто што ни дава сила да истраеме. Постои нешто што ја одржува жива надежта во нашите срца. Тоа е ветувањето што го дал Исус. Оно што сака да оствари целосно единство со својот народ. Ветил дека еден ден повторно ќе се врати. Пред самото вознесение, Исус тоа ветување им го оставил на своите ученици. Да не се вознемирува вашето срце. Вие верувате во Бога, верувајте и во мене. Во домот на мојот татко има многу живеалишта. Ако не беше така, јас ќе ви кажев, зашто одам да ви приготвам место. И кога ќе отидам и ви приготвам место, повторно ќе дојдам кај вас, да ве земам и вас кај себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Јован, 14 глава од 1 до 3. Се поставува прашањето кога Исус ќе дојде по нас. Пред да се вознесе, Исус ги уверил своите ученици со овие зборови: пак ќе дојдам. Тој сака сите да бидеме заедно со него. Затоа ветил дека ќе се врати по нас и ќе не одведе на местото, на истото место што го подготува за оние што веруваат во него. Второто Христово доаѓање е библиски факт. Библијата околу 2500 пати зборува за неговото враќање. Интересно е да се напомене дека Библијата го споменува неговото второ доаѓање повеќе пати од првото. Фактот дека Христос по втор пат ќе дојде на овој свет е сигурен, како и фактот дека живееме на земјата пред 2000 години. Затоа апостол Павле можел со длабоко уверување да проповеда дека поради Христа, кој се дал себе се место нас на крстот, можеме да ја доживееме таа блажена надеж и секако славното јавување на нашиот семоќен Бог и Спасител Исус Христос. Тит 2 глава 13 стих. Бог одамна ветил почитувани дека ќе дојде Месија, ослободителот, кој ќе ја превземе врз себе нашата вина и ќе ни подари проштевање за гревовите. За многумина кои во минатото тешко се пробивале низ животот, ова ветување изгледа премногу убаво за да биде вистинито. Меѓутоа, Исус дошол и умрел на крстот. Ветувањето се секако остварило на начин на кој евреите никогаш не можеле ниту да замислат. Затоа, почитувани, неговото ветување дека ќе се врати нова наша земја, исто така ќе се исполни. Може да бидеме сигурни дека ќе се врати оној што не сака и ќе ги земе оние за кои платил непроценлива цена. Во текот на издржувањето на затворската казна, Армандо продолжил кришом да ја испраќа писма и цртежи на Марта. Таа успевала да објави некои од неговите писма. Силата на нивниот израз го привлекла вниманието на светот и конечно во октомври 1982 година Армандо Валадерс бил слободен. По двете цени страдање, копнеш и исчекување, Армандо потрчал во преградка на својата сакана Марта. Неколку месеци подоцна, срекната двојка ја повторила брашната заклетва пред Бога. Нивното заедништво станало целосно. Ветувањето ќе дојдам за секогаш и конечно било исполнето. Можете ли да замислите како ќе изгледа тоа соединување кое ќе го видиме Христа лице в лице? Неговото јавување во слава ќе ги прекрие сите наши таги и маки, ќе избрише сета болка што сме ја криеле во своите срца. Христовото враќање ќе ги реализира сите наши најдлабоки копнежи и нашите најголеми очекувања. Ќе започне вечно
близко пријателство со најдрагата личност во Вселената, Исус. Исус скоро ќе дојде. Сакате ли да се сретнете со Него? Второ, кога или како ќе се врати Исус? Дали Исус ќе дојде тајно? Еве што вели Библијата. Ете ви реков однапред и така, ако ви речат Него во пустината, не излегувајте. Него во едно од внатрешните соби, не верувајте, зашто како што молњата излегува од исток и светка до запад, така ќе биде и доаѓањето на човечкиот син. Матеј 24 глава. Болскотот на молњата далеко се гледа. Исусовото доаѓање нема да биде некое тајно, скришно, туку лично случување. Зато Исус не предупредува да не дозволиме некој да не заведе со тврдењето дека тој кришум ќе се врати да земе само неколку мина од оне што ги сака. Второ, дали Исус ќе се вистински врати како личност на оваа земја? Читаме во Светото писмо и како што гледа кон небото, додека тој се вознесуваше, отеднаш пред нив застана двајца мажи во бела облека и рекоа: луѓе галилејци, што стоите и гледате кон небото? Ово Исус, кој од вас се вознесе на небото, ќе дојде пак на истиот начин како што го видовте да оди на небесата. Дела на апостолите, 1 глава, 10 и 11 стих. Исус ќе се врати лично почитувани на денот на неговото вознесување. Два ангела ги уверувале учениците дека истиот Исус кој се вознел на небото, а не некој друг, ќе дојде да ги земе кај себе. Христос кој ќе се појави како цар на царевите, ќе биде истиот Исус кој ги лекувал болните, им ги отварал очите на слепите. Истиот Исус кој милосливо изборувал на жената фатена во прелюба. Истиот Исус кој им ги бришел солзите на натажените и ги земал децата во своите преградки. Истиот Исус кој умрел на крстот на Голгота, се одморал во гробот и третиот ден станал од мртвите како победник. Трето, дали ќе го видиме Исуса која ќе дојде? Ангелите рекле дека овој Исус ќе се врати, како што го видовте да оди на небото. А како отишол Исус на небото, почитувани? И кога го рече тоа, се вознесе пред нивните очи, еден облак го зеде од пред нивните погледи. Дела на апостолите, 1 глава, 9 стих. Учениците јасно виделе како нивниот Господ се издигнува во прославеното човечко тело. Многу сведоци го виделе како си оди. Христос ќе се врати на истиот начин, видлив за сите луѓе. Колку луѓе според зборовите на апостол Јован ќе бидат сведоци на Исусовото враќање? Прашање за нас. Еве го одговорот. Еве доаѓа со облаците и ќе го види секое око. Откровение 1:7. И праведниците и безбожниците ќе го гледаат неговото второ доаѓање. Сите кои ќе се затекнат живи во мигот на Исусовото доаѓање ќе бидат сведоци на неговото славно враќање. Но сепак, колку луѓе според зборовите на Исус ќе бидат сведоци на неговото повторно доаѓање? И тогаш ќе се јави на небото знак на човечкиот син. И тогаш ќе заплачат сите племења на земјата и ќе го видат човечкиот син како доаѓа на небесните облаци со сила и со голема слава. Матеј 24:30. Секој суштество, значи, на нашата планета ќе биде сведок на Исусовото доаѓање. Повидливо од сателитскиот пренос на еден фудбалски надпревар кој може да се види во целиот свет и далеку повпечатливо од затварањето, на пример, на Олимписките игри, што ги гледаат преку телевизија милиони луѓе во целиот свет. Христовото враќање ќе го надмине секое друго случување на оваа планета на која живееме. Кога Исус ќе дојде по нас? На кој начин Исус ќе го објави своето доаѓање? Еве што ни вели Библијата. Зашто самиот Господ на заповед при глас на архангел и при Божја труба ќе слезе од небото и мртвите во Христа, понатаму пишува, ќе воскреснат прво. Прво Солуњаните 4:16. Исус се појавува на облаците, како што читавме, со сила и слава голема.
како молња која доаѓа со громот, со силен звук на Божјата труба. Пето, кој ќе му се придружи на Исуса при неговото второ доаѓање? Читаме во Библијата, кога човечиот син ќе дојде во својата слава и сите ангели со него, тогаш ќе седне на престолот на својот престол. Матеј 25:31. Појавата на само еден ангел во текот на Христовото воскресение ги кутнала римските војници, пишува во Матеј 28 глава. Замислите ја гледката што ќе настане кога Исус ќе се врати во целата своја слава, обкружен со сите ангели. Шесто, можеме ли точно да го пределиме времето на второто Христово доаѓање? Читаме во Библијата. А за оној ден и никој не знае, ни небесните ангели, а само мојот татко. Затоа и вие бидете готови, зашто човечкиот син ќе дојде во час кога не мислите. Матеј 25 глава. Иако сите ќе го видат и слушнат Исусовото славно доаѓање, многумина нема да бидат подготвени, вели Библијата. Дали сте вие подготвени за Исусовото доаѓање? Што ќе направи Исус кога повторно ќе дојде на оваа земја? Исус ќе им донесе спасение на оние кои го очекуваат со целото свое срце. Така и Христос, откако беше принесен еднаш за да ги земе гревовите на мнозина, ќе се појави втор пат без грев, а за спасение на оние кои го очекуваат. Евреите 9:28. И тој ќе ги испрати своите ангели со силен глас на труба и ќе ги соберат неговите избраници од 4 ветра, од едниот крај на небото до другиот крај. Матеј 24:31. Ако му дозволиме денес на Исуса да ги подготви нашите срца и нашиот живот за тој ден, ќе можеме радосно да го поздравиме како свој спасител, почитувани гледачи. Исус ќе ги подигне праведните кои спијат денеска во своите гробови. Не чудете се на тоа, зашто доаѓа час во кој сите кои се во гробовите ќе го чујат неговиот глас и ќе излезат од нив. Кои правиле добро ќе воскреснат за живот, а кои правиле зло ќе воскреснат за осудување. И Јован 5 глава. Зашто самиот Господ на заповед при глас на архангел и при Божја труба ќе слезе од небото и мртвите во Христа, вели апостол Павле, ќе воскреснат прво Солуњаните 4:16. Исус ќе се симне од небото со повик кој ќе ги воскресне мртвите. Неговиот моќен глас ќе се слушне насекаде во светот и мртвите ќе воскреснат. Милиони луѓе кои во текот на минатите векови го прифатиле Христа. Колку прекрасен ден ќе биде тоа за сите. Исус при своето второ доаѓање ќе ги преобрази сите праведни кои ќе се затекнат при неговото доаѓање. Апостол Павле истакнува дека Исус не се враќа само заради мртвите, туку заради живите праведници. Потоа ние живите, ние кои останавме, ќе бидеме грабнати заедно со нив на облаците во воздухот, во пресет на Господа, и така за секогаш ќе бидеме со Господа, вели апостол Павле во 1 Солуњаните 4:17. Еве ви кажувам тајна, не ќе умреме сите, но сите ќе се измениме во еден миг, во миг на окото, при гласот на последната труба. Имено трубата ќе затроби и мртвите ќе воскреснат нераспадливи, а ние, вели Павле, ќе се измениме, зашто треба ова распадливото да се облече во нераспадливо и ова смртното да се облече во бесмртност. 1 Коринќаните 15 глава од 51 стих. За да не подготви за вечноста Христос ова грешно, болно, истрошено, смртно тело ќе го преобрази во здраво, бесмртно тело. Повеќе нема да има ни артритис, ни парализа, ни рак. Болниците и сите погребални предпријатија ќе бидат затворени. Христос ќе се врати на оваа земја. Исус при своето доаѓање ќе ги земе праведните на небото. Самиот Исус ветил додека бил на оваа земја, рекол: пак ќе дојдам и ќе ве земам при вас, при себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Јован 14 глава. Новиот завет, почитувани, јасно покажува дека Исус во текот на своето второ доаѓање ќе ги земе спасените
на небото. Апостол Петар зборува за наследството на откупените и вели кое е запазано во небесата. 1 Петров 1.4. Апостол Павле зборува за надежта која се чува за вас на небесата, Колошаните 1.5. Можеме да се радуваме, почтувани, што ќе можеме да ги истражуваме и доживуваме чудесните убавини на Божиот град, новиот Ерусалим, во средиштето на Вселената, и што ќе го запознаеме нашиот небесен татко лице в лице. Во наредната емисија ќе видиме како откупените по 1000-годишниот живот со Христос на небото ќе се вратат со Него да живеат вечно, целосно на овој обновен свет, на овој совршен свет што Господ ќе го направи. Откровение 20 глава. Исус со своето доаѓање целосно ќе ги острани злото, страдањата, маките и смртта. Што ќе се случи според Исусовите зборови со безбожниците кои живи ќе го дочекаат Исусовото доаѓање? Еве одговор. И како што беше во Ноевите дни, така ќе биде и во деновите на човечкиот син. Јадеа, пиеа, се женеа и мажеа, се до денот кога Ное влезе во ковчегот и дојде потопот и ги уништи сите. Исто така беше и во Лотовите дни. Јадеа, пиеа, купуваа, продаваа, садеа, цидаа. А во денот кога Лот излезе од Содом, падна од небото оган и сулфур и ги уништи сите. Исто така ќе биде во оној ден кој ќе се јави човечкиот син. Лука 17 глава од 26 стих до 30. Безбожниците кои постојно ја отфрлувале Исусовата милост, самите на крајот, вели Библијата, ќе си ја изречат пресудата. Додека го гледаат славното лице на Спасителот кој слегува од небото, ненадејната свест за собствените гревови и за равнодушноста и негативните одлуки кои ги имале во животот ќе им стане неподносливно болно. Зато тие веќе ќе повикуваат кон планините: паднете врз нас и сокрите не од лицето на оној кој седи на престолот и од гневот на јагнето. Откровение 6 глава 16 стих. Безбожниците повеќе ќе ја сакаат смртта отколку да се соочат со Исусовиот сезнаен и семоќен поглед. Тие знаат дека истиот тој глас што сега грми од небото некогаш нежно ги повикувал да ја прифатат божествената милост. Оние кои се изгубиле во трката за по пари, задоволствата или кариерата сега сваќаат дека го занемариле и одбиле најважното нешто во животот. Тоа е сознанието што ги вџашува. Ниеден од нив не требало да се соочи со изгубеноста. Самиот Бог вели: мене не ми е до смртта на безбожникот. Езекија 33 глава 11 стих. Тој не сака некој да пропадне, вели, туку сите да дојдат до покаяние. Исус не сака сите. Исус не повикува: дојдете кај мене, сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Матеј 11 глава 28. Меѓутоа, почитувани, тешко е да се свати фактот дека некои го отфрлаат неговиот милостив повик. Дали сте подготвени денеска за Исусовото доаѓање? Исус сторил се за да ни помогне да не ја изгубиме вечноста со Него. Тој платил голема цена со која ни гарантира славна иднина. Во домот на мојот татко, вели Исус, тој го платил со својот живот, а сега еднаш за секогаш до крајот на вековите се јави за да го однесе гревот. Така и Христос, откако еднаш се принесе самиот себе како жртва, за да ги однесе гревовите на мнозина, втор пат ќе им се јави не веќе како жртва грев, но нешто го очекува туку, вели Библијата, за нивно спасение. Евреите 9 глава. Спасителот кој умрел на крстот за да ги земе нашите гревови, ќе се појави по втор пат, вели Библијата, за спасение на оние кои го очекуваат. Христос се жртвувал и страдал за да ни понуди спасение на секого од нас. Затоа тој сака повторно да дојде, сака да ги земе оние кои се скапо откупени. Без второто доаѓање крстот би бил залуден. Христос сака да ни го даде својот вечен сигурен дом. За навистина тоа да се оствари еден ден, мораме денес да му дозволиме
како Спасител и Господ да влезе во нашето срце. Утрото на 16. август 45 година мало момчинце трчало низ логорот Шантунг во Северна Кина, викајќи дека видело авион на небото. Сите во заробеници стрчале, гледајќи кон небото. Овие луѓе трпеле повеќе годишна беда и неизвестност. Тоа биле европејци кои јапонците ги затворили како своји непријатели. Само едно го одржувало нивниот дух. Надежта дека еден ден војната ќе биде завршена. Како електрична струја да минала низ големата група од 1500 преживеани, кога сватиле дека можеби овој авион доаѓа по нив. Додека звукот на моторот станувал се посилен, некој извикал: "Гледајте, се гледа едно од сојужничките знамења од страна на авионот." Веднаш потоа возбудените луѓе со недоверба викале: "Гледајте, ни мафтаат, тие знаат кои сме, тие доаѓаат по нас." Во тој момент возбудата толку се зголемила што овие слаби изгладните луѓе веќе не можеле да се контролираат. Настанало вистинско безредие. Луѓето почнале да трчаат во круг, врескајки, мафтајки со рацете и плачејки. Еден од логорашите, Ленгдонг Гилки, се сеќава на своите чувства во тие моменти. Овој авион беше наш авион. Беше пратен по нас да ни каже дека војната е завршена, дека пак ќе се вратиме во нормалниот свет. Почитувани, мноштвото одеднаш отстапило и во тишина ја наблюдувало глетката. Долниот дел од трупот на авионот се отворил и од него почнале да скокаат падобранци. Глетката била неверојатна. Нивните спасители немале намера да дојдат за неколку дена. Тие доаѓаат денес, сега, да бидат во нивната средина. Радосното мноштво потрчило кон логорската порта. Никој не помислил на пушките што биле вперени во нив од логорските кули. Годините на страдање и самотија ги преобразиле во човечка лавина. Ја пробиле логорската порта и потрчиле кон местото на кое дошле падобранците. Наскоро ова маса возбудена луѓе се враќала назад во логорот, но овој пат носејќи ги војниците на своите раменици. Заповедникот на логорот се предал без борба. Војната навистина била завршена. Слободата се вратила и светот одеднаш за нив бил сосем нов. Наскоро нашиот Бог, нашиот Спасител ќе дојде на облаците да не спаси. Долгата застрашувачка и сурова историја на сите ужаси што си ги правиле луѓето меѓусебно, конечно ќе биде завршена. Тој ден ќе почне прослава и ќе се слушат извици на радост. Тој се приближува, гледам ангели како трубаат. Звукот се засилува, облакот на славата станува се посветол, толку многу што то едва и можеме да го издржиме. Но не престануваме да гледаме, бидејќи сваќаме дека тој не гледа, дека не познава. Тој доаѓа да не земе кај себе. Сакаме да потрчаме викајки, мафтајки со рацете, ќе се преобразиме од луѓе кои неиздржливо ќе тргне во пресет на Божјиот Син. Ќе извикуваме засилени со неопислива радост. Ова е мојот Бог, тој доаѓа по мене, не за неколку дена, туку денес, во овој миг. И тоа за цела вечност. Дали сте подготвени со добре дојде да го дочекате царот на сета негова слава? Дали ја откривате живата надеж која ги исполнува вашите срца? Зошто сега не би го повикале Исус во својот живот? Како што Исусовото доаѓање ќе ги реши сите наши наталожени проблеми, така неговото доаѓање во вашето срце ќе ви помогне да ги решите своите секојдневни проблеми. Тој може да ве ослободи од вината и товарот на гревот, дарувајќи ви спасение. Исусовото доаѓање во вашиот живот ќе донесе многу позитивни измени, исто како што неговото доаѓање целосно ќе го промени овој грешен свет. Потпрете се на Исуса.
тој ќе ве подготви за своето доаѓање и за бескрајно среќниот живот на вечноста. Мил небесен татко, го чекам Исусовото повторно доаѓање. Драги Исусе, дојди денес во моето срце. Подготви ме да бидам спремен кога повторно ќе дојдеш. Ти благодарам за сето тоа. Амин. Боже мој, учи ме да се молам, да го живеам законот Твој. Место гордост Ти дај ми побожност, моето срце да биде Твој дом. Моето срце да биде Твој дом. Духот Твој свети нека е тука, со мене секогаш да е Тој. Твоето име да вечно го славам и цел живот за Тебе да пеам. Живот цел за Тебе да пеам. Да ближниот свој јас го сакам и да проштевам со љубов јас. Сите нека се чудат и видат дека живот свој давам за Тебе. Живот свој давам јас за Тебе. Сите нека се чудат и видат дека живот свој давам за Тебе. Живот свој давам јас за Тебе. Бидејќи полека се ближиме кон крајот на ова наша денешна емисија, почитувани гледачи, денес сакам да ви понудам новиот завет, да ви го понудам новиот завет, дел од Библијата, значи книга над книгите на современ македонски јазик. Пишете ни слободно на нашата адреса или на нашиот телефон 077 819 828 и ова книга, новиот завет, ќе биде во ваша собственост. Доколку имате прашања од Библијата, сакате да добиете одговор, ви нудиме бесплатен курс онлайн до писната библиска школа bibliјатазборова.mk. Да видиме сега и самата реклама за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.
Еве не на самиот крај, драги гледачи, нова наша денешна утринска емисија Извор на надеж, емисија која се емитува во вторник и четврток со почеток во 9 часот. Ви благодарам што бевте денеска со нас. Споделете оваа емисија на ваши пријатели и роднини или пак препорачете им го нашиот YouTube канал Адвентистичко радио Глас на надежта. И посакувам Божи благослов, нека Господ биде извор на нашата надеж и во денот во кој веќе навлеговме. Довидување до наредната емисија. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.